Почитувани, добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Општина Кочани објави јавен повик за избор на фирма што треба да ја изработи проектната документација за изградба на мини браната Арамиска чешма на Пониква. Акумулацијата треба да обезбедува вода за објектите во викенд на селбата, но и за производство на вештачки снег. Локалната самоуправа на Кочани ги започна проектните активности за изградба на мини акумулација на Соголските планини, наменета за водоснабдување на туристичкиот центар Пониква. Во тек е постапка за избор на фирма што ќе ги направи истражните геотехнички испитувања и ќе изработи идеен и основен проект за браната, а за што од општинскиот буџет е планирано да се потрошат околу 2.200.000 денари. Мини акумулацијата ќе биде лоцирана во местноста Арамиска чешма во непосредна близина на Пониква. Главна цел ќе биде да обезбедува вода за постојните и за новите викендички во населбата, за одморалиштата, како и за планинските поила за сточниот фонд. Вкупниот капацитет на браната е планиран на околу 52.000 кубни метри вода, а височината на насипниот преграден зид е 19,5 метри. Освен за водоснабдување, браната ќе треба да обезбедува вода и за производство на вештачки снег. Со оглед на специфичната локација на акумулацијата, за да се обезбедат доволни количини вода, освен постојниот поток, предвидено е да се изградат и 3 доводни канали со должина од 660 до 1300 метри, кои ќе опфаќаат дополнителна сливна површина. Во моментот тече рокот за пријавување на заинтересираните проектантски фирми, кои би ги воделе истражувачките работи на терен и би го изработиле идејниот и основниот проект. Пријавувањето на повикот трае до 7 февруари, а според условите во спецификацијата, проектната документација треба да биде изработена во период од 7 месеци по потпишувањето на договорот со фирмата, што ќе биде избрана на тендерската постапка. За околу 1/3 е намален бројот на интервенции на пожарникарите од Виница во текот на минатата година, при што во најголем дел биле за гасење пожар на отворен простор. Влијание за намалувањето на интервенциите имале апелите и активностите со училиштата и стопанските субјекти во општината. Вкупно 62 интервенции за гаснење пожари имала територијалната противпожарна единица од Виница во текот на 2018 година. Тоа е за 1/3 помалку во споредба со претходниот едногодишен период. Најголем број од интервенциите, вкупно 39, биле кај пожари на отворен простор, при што е опожарена површина од 32 хектари, што е за 5 пати помалку споредено со 2017. Во 16 случаи се интервенирало кај запалени објекти, а останатите излегувања на терен биле за гаснење пожари кај моторни возила. Од територијалната противпожарна единица од Виница рекоа дека лани од пожарите е предизвикана вкупна материјална штета од 235.000 денари, што е намалување за околу половина. Во текот на минатата година спроведени се 40 превентивни активности за заштита од пожари, во најголем дел предавања во училиштата и во фирмите, како и заеднички практични вежби во стопанските субјекти. Заради поголема ефикасност и заштита, во текот на оваа година се планира да бидат обновени дел од доброволните противпожарни друштва во местните заедници и во фирмите. Причина за скоро сите пожари бил човечкиот фактор, освен кај 8 случаи каде до запалување дошло поради краток спој во електричната инсталација во објектите и кај возилата. Освен со интервенции на територијата на општината, виничките пожарникари во текот на минатата година во 5 случаи со опрема и кадар им помагали на своите колеги од Берово. Светиот крст во Кочани годинава за прв пат отиде во рацете на 22 годишниот Ристе Ристов, кој беше најсреќен меѓу 40 пријавени момчиња. Крстот и годинава во водите на Кочанска река, го потопи митрополитот Брегалнички Иларион. 22 годишниот Ристе Ристов од Кочани успеа меѓу 40 пријавени момчиња прв да стигне до крстот во водите на Кочанска река по повод празникот Богојавление Водици. 7 пати досега се пријавува за овој чин и конечно упорноста му се исплати и му се насмеа среќата да го фати Светиот крст. Најсреќниот Ристов со неговите другари според обичајот ќе ги посетат семејствата во градот, кои го даруваат крстот со пари за здравје и среќа. Тој пред присутните ја даде христијанската изјава и посака Бог да му дари здравје на него и неговите најблиски.
7 година поред ја се фрлам, прв пат го фатувам крстот и сум престрeken. Огромна желба ми беше да го фана. Сакам да го честитам на сите празникот Богојавление. Празнувањето на верскиот празник Водици во Кочани е еден од најмасовните црковно-верски манифестации. Тоа беше потврдено и годинава кога покрај кеот на Кочанска река присуствуваа голем број верници. Чинот на потопување на честниот крст и осветување на водата го изврши митрополитот Брегалнички Иларион со свештеници од Брегалничката епархија. Најнапред со денешниот поздрав Бог се јави. Нека е честит и вечен празникот. Нека се милостивиот Бог кој што се крсти на реката Јордан заради нас и нашето спасение, ни подари на сите нас душевно и телесно здравје, мир и благосостојба во овој град, во татковината наша и во целиот свет. Честитки на Ристе кој што го фати крстот и на сите оние кои што скокнаа по светиот крст, да ја наречеме ова Кочански Јордан тука. И нека е за здравје и спасение на сите луѓе кои што живеат тука. Честит празникот. Честит празник, многу здравје и многу среќа на сите граѓани на општина Кочани. Честитки за Ристе, среќниот факеш на крстот од ова година. Честитки за сите херои кои се нафатија ова година да скокат. Посакувам добро здравје и многу среќа на сите. Годинава чинот на потопување на крстот помина без многу награди за момчето кое го фати. Причината е да не бидат наградите повод да се пријавуваат момчињата за скокање, туку верата во Бога. Кочанскиот храм му подари свето писмо Библија, а подароци му врачија и градоначалникот Николчо Илиев и фармацевската компанија Зегин. Пред одржување на чинот на потопување на честниот крст во храмот Свети Великомаченик Ѓорги се одржа света божествена литургија, пошто со свечена литија верниците и свештениците се упатија кон мостот во паркот каде се потопуваше крстот. Успешно помина и лицитацијата на иконите и крстот, а оние кои што ги купија иконите ќе ги чуваат во своите домови 40 дена за здравје, пошто ќе бидат вратени во црквата. Празникот Богојавление е поврзан со крштевањето на Исус Христос во водите на реката Јордан од Свети Јован, кој оттогаш се нарекува крстител, а фаќањето на крстот означува соединување на човекот со Бога. Тој важи за еден од најголемите христијански празници. Во Виница крстот отиде во рацете на студентот Ангел Ангелов, кој првпат учествува во чинот и прва среќа имаше да го фати. Доби подароци од храмот Свети Архангел Михаел и од општината. Студентот Ангел Ангелов од Виница и момчето на кое на Водици од прва му се посреќи. Меѓу 20 кандидати кои се фрлаа во водите на Виничка река, крстот дојде во неговите раце. Прв пат се фрлам по крстот и прв пат го фаќам. Здравје, среќа, верба, љубов и се најдобро. Желба за годинава? Па да сме сите живи и здрави, па како Господ, да е така. Градоначалникот Ивица Димитров на среќниот Ангелов му честиташе подарувајќи му лаптоп компјутер од општината, а отец Бранко Богданов, благословувајќи го младото момче, му врачи икона за здравје. Најпрво да честитам празникот Водици на сите граѓани на општина Виница, на сите верници, да им посакам поуспешна година, година со повеќе среќа, со повеќе успех во сите сфери. Да му честитам на Ангел за фаќањето на крстот и оваа година општина Виница доделува лаптоп за среќниот фаќач на крстот, меѓутоа доделува и таблети во останати населени места во општина Виница. Бог се јави. Нека е честит празникот Богојавление, свето Богојавление, кога Бог при крштавањето на нашиот Спасител Господ Исус Христос ги кажа зборовите: "Ово е мојот возлюбен син, него послушајте го." Значи го имаме Евангелието, ги имаме зборовите на Бога, да ги слушаме, да ги поддржаваме сите настани според Евангелието и како што на овој ден Бог се јави, нека е честито на оној што го фати светиот крст и го извади од Виничка река на Ангелчо. Бог нека подари здравје, среќа на сите што имаат имен ден денеска и слава, нека им биде честита славата, а сите оние кои не можеа да бидат срекници, идните години нека бидат срекници. Некој мора да го фати. Честито и благословено за навек. Амин. И годинава како покровител на настанот во Виница беше и компанијата Зегин, која додели подарок на Ангелов. Почна пријавувањето за користење на услугата од проектот за бањско-климатска рекреација.
Барањата може да се поднесуваат во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување филијала Кочани. Започна пријавувањето и поднесувањето барања за користење на услугите од проектот Бањско-климатска рекреација, спроведуван преку Министерството за труд и социјална политика во филијалите на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Ова го истакна и од Фондот за пензиско и инвалидско филијала Кочани, појаснувајќи дека право на користење на услугите од овој проект имаат корисници на старосна, семејна и инвалидска пензија, остварена според прописите и одредбите од договорите за социјално осигурување кои што Република Македонија ги применува, а кои што живеат на територијата на Република Македонија и правото на пензија го стекнале заклучно со ноември 2018 година. Услугата може да се користи еднаш во период од март до ноември 2019 година во трајање од 7 дена. Услугата на бањско-климатска рекреација опфаќа 6 полни пансиони, бањска терапија, еден задолжителен здравствен преглед и трошоци за превоз во висина на повратна автобуска карта од местото на живење на корисникот до установата во која што ќе се користи услугата на бањско-климатската рекреација. Трошоците за превоз ќе бидат дозначени на трансакциона сметка на корисникот на пензија по користење на услугата. Лицата корисници на пензија кои што користат и паричен надоместок за помош и нега од друго лице, додаток за мобилност или слепило, имаат право на придружник за време на бањско-климатската рекреација. Услугата на бањско-климатска рекреација се остварува во правни лица регистрирани за вршење на услуга за бањско-климатско лекување, со кој што Министерството за труд и социјална политика ќе склучи договор. Услугата може да ја користат корисници на пензија на кои износот на пензијата за ноември 2018 изнесува до 17.000 денари. Бодирањето ќе се врши зависно од висината на пензијата од 1 до 100 бодови, при што понискиот износ на пензија ќе има повеќе бода. Доколку корисникот на пензија користи дел од пензија која што се исплатува од друга држава, при бодирањето ќе се земе во предвид и износот на пензијата која се исплатува од другата држава. За користење на бањско-климатската рекреација е потребно да се поднесе барање до филијалата на Фондот за пензиско и инвалидско во Кочани. Барањето го издава подрачната единица на Фондот. Доколку корисникот на пензија користи и дел од пензија која што се исплатува од друга држава, задолжително треба да се достави и чек од банката за месечниот износ на пензијата. Корисниците на пензија кои од 2010 до 2018 година користеле услуга за бањско-климатска рекреација не може да ја користат услугата на бањско-климатска рекреација во 2019. Барањата се поднесуваат до 15 февруари 2019 година. Во Кочани ваква услуга бањско-климатска рекреација секоја година користат околу 300 пензионери, вклучувајќи ги оние од Зрновци и Чешиново Облешево. Поради екстремната загаденост на воздухот во повеќе градови, зимскиот распуст продолжен за уште 2 дена, односно второто полугодие за сите ученици ќе започне од среда 23 јануари. Во Кочани мерењата на квалитетот на воздухот покажале 3 пати поголемо присуство на PM частичките. Според соопштението од Министерството за образование во координација со Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за здравство, второто полугодие од учебната година ќе започне од среда 23 јануари. Ова важи за сите основни и средни училишта во државата, а причина е континуираното зголемување на загадувањето на воздухот на територијата на цела држава. Кочанските основни и средни училишта овие 2 дена работат редовно, но без ученици, а со редовната настава ќе започнат в среда. Мерењата на загаденоста на воздухот во Кочани, според страницата за мерење на квалитетот на воздухот по градови, покажале 3 пати поголемо присуство на PM честички или 136 на метар кубен воздух. До среда би требало да се преземат сеопфатни мерки за заштита од аерозагадувањето во најзагадените градови во државата, пред се во Скопје.
Почитувани, со прогнозата за времето ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Ви посакуваме пријатна вечер. Довидување.